Што ќе се случи со Агенција за филм? Знаеме дека исто такова беше многу актуелно последниот период. Министерството за култура отвори ревизија, значи во тек беше внатрешна ревизија во Агенција за филм, каде што беа утврдени низа неправилности, незаконитости во работата. Вие пред некој ден информиравте дека агенцијата засега должи 2 милиони евра. Имате ли некои првични информации каде се потрошени тие парите, што ќе правите понатаму, ќе бидат известени надлежните институции за овој случај? Проблемот настанува кога после 2018 година буџетот, кој што бил некаде околу 7, некогаш и 8 милиони евра на годишно ниво, наеднаш паѓа на некаде околу 2,5 милиони. Бидејќи тие не можат да се помират со фактот дека власта го намалува буџетот, си продолжуваат со еден процес кој што се вели вака: на необезбедени средства во текот на наредната година вие склучувате договори на дупло повеќе. Што значи, ако имате договор на 2,5 милиони евра за следната година, вие склучувате договори на скоро 5 милиона и тие ги провлекувате во текот на годините. Сега сме доведени во ситуација да 4 филма кои што имаат склучено договори, кои што имаат обезбедено услови, а имаат законски рок од 5 години да го реализираат филмот, сега им истекува во оваа година тој законски рок. Но Агенцијата за филм ги нема тие пари за да ги покрие овие 4 филма. И тоа се случувало низ годините. Ревизорските извештаи се готови, извештајот од Министерство за култура кој што е направен претходно оваа година е готов и ние сите овие извештаи ќе ги упатиме до надлежните институции да можат да си ја бркаат својата работа и да видиме што тоа ќе излезе за да можеме да постапуваме понатаму. Јас како министер за култура не застанувам во овој процес ни на една, ни на друга страна. Мене ми е важна Агенцијата за филм. Фокусот ќе ми биде таму и ќе гледаме да ги решиме тие проблеми. Морам да напоменам дека и од Друштвото за филмски работници излегоа со реакција веднаш по објавувањето на извештајот од Министерството. Тие упатија критика кон Министерството, велејќи дека всушност ова е атак врз кинематографијата и тие всушност ве именуваа вас, новиот министер за култура, да го расветли случајот. Дали побарале средба со вас или планирате некоја средба со нив? Да, мислам дека е закажана средбата за петок со официјалните лица од Друштвото на филмски работници, но тоа не може да донесе некакви промени. Мислам, јас ќе разговарам со нив, тоа е логична постапка нивното барање и логичен одговор да се сретнам со нив, но мене не ми е фокусот Друштвото на филмски работници. Извештајот не треба да се фокусира и не се фокусира на Друштвото на филмски работници, едноставно се фокусира на работата на Агенцијата за филм. Мене тоа што ми е важно е работата на Агенцијата за филм, а не Друштвото на филмски работници. Но ако се утврди дека има неправилности во Агенцијата за филм во однос на Друштвото на филмски работници, тоа си е последица една по друга, така да јас тука нема да можам ништо да направам.